Струшката дива депонија се сели во Европскиот суд за човекови права. Граѓанските активисти правдата ќе ја барат во Страсбур. Откако цели 4 години судовите се прогласуваа за ненадлежни и постојано го шетаа предметот за на крај да ја отфрлат тужбата која Македонското здружение на млади правници ја поднесе против Министерството за животна средина, општина Струга и јавното претпријатие Комунално поради непревземање мерки за справување со депонијата која ги труе 18 години. Во ситуација кога не можеме да добиеме правда од македонските судови, истата ќе ја бараме пред Европскиот суд за човекови права. Впечатокот кој што го имам јас во текот на мојата кариера е дека македонските судови тешко излегуваат од онаа матрица постојано да ги заштитуваат државните органи, јавните органи, дури и во ситуација кога имаме и прекршување на основните човекови права и уставно загарантирано право на здрава животна средина. Македонските судови не само што не покажаа доволен капацитет да одлучуваат по вака битни прашања за заштита на јавниот интерес на граѓаните, туку неосновано и неаргументирано ја отфрлија тужбата. Праксата на Европскиот суд за човекови права е дека решавањето на проблематиката како оваа со струшката депонија спаѓа во надлежност на редовните судови. Дециден Екјатовски. Праксата во Страсбург е многу јасна. Значи не може никој да не е надлежен за нелегална депонија и енормно загадување на животната средина. Ние во текот на постапката доставивме неколку пресуди од Европскиот суд за човекови права во кои што е утврдена повреда на член 8 од Европската конвенција во слични вакви ситуации. Судот во Апелациониот суд во Битола и судот во Струга не ги земаа во предвид не ја земаа во предвид праксата на Европскиот суд за човекови права со аргументација дека немало пресуди, немало доставени пресуди против Република Македонија кои што би можеле директно да се применуваат. На депонијата која се наоѓа на плодното Струшко поле, каде во непосредна близина има и посеби, чиј род завршува на пазарите, а е оддалечена само 500 метри од првите куќи во градот, се натрупани и лјадници тони секаков вид отпад. Инаку на постоечката локација започна да се одлага отпад во 2006 година, кога со Струга градоначелствуваше токму Рамис Мерко, на кому депонијата му беше главно ветување во битката за сите 4 градоначалнички мандати.